Добро вечер, почитувани гледачи. Јас сум Анастасија Илиевска, а вие гледате За или Против. Во вечерашната емисија ќе се осврнеме на тоа што значи дигитална трансформација на Република Македонија, што е направено во изминатата 2024 година и која е стратегијата за новата 2025 година. Меѓутоа ќе се осврнеме и на, ако може да се каже, од 7 до 77 години, затоа што ќе позборуваме и за тоа како социјалните мрежи, дигиталните уреди, сето она што значи употреба на социјални мрежи и поврзаноста врз однесувањето на младите и секако услугите кои што државата ги нуди за сите, за да може да ги извршат секојдневните обврски и потреби поврзани со односно поврзани со институциите на државата. Вечерва мој гостин е министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски. Добра вечер. Добро вечер. Ви благодарам на поканата. Дозволете ми на почетокот пред да почнем со дискусијата да ги честитам новогодишните празници на вашите гледачи. Сега престојат и божикните празници, да ги честитаме и нив, да ги поминат во пријатна атмосфера со луѓето кои што најмногу ги сакаат и да им посакаме една успешна, квалитетна, здрава и среќна 2025 година. Владата ќе направи напори да го улесни животот на граѓаните, но сепак на граѓаните им посакаме најубави желби во 2025. Благодарам многу за поздравот и за честитките. Кога кажавте за со најдрагите да си го поминеме, тука доаѓа и до едној момент кога е празнична атмосфера, еве пред нас е Божик, кога се собираме сите заедно, меѓутоа едно нешто кое што сите многу често го користиме се телефоните. И останатите и лаптопите, таблетите, меѓутоа секогаш телефоните ни се тука до нас. И тоа ме води на првото прашање, а тоа е Албанија и Грција последно како една од земјите. Албанија го забрани TikTok како социјална мрежа, додека пак Грција ги забрани, односно го забрани пристапот до социјалните мрежи за сите помлади од 15 години. Па би започнала најпрво со ова прашање за тоа како гледате вие како министер на оваа тематика, имајќи предвид дека и други европски земји ги направија слични чекори, Холандија, па дури ако одиме пошироко во светот и Бразил, мислам дека беше една од последните кои што направија одредена регулација кога станува збор за користење на социјалните мрежи и мобилните уреди за децата во основно и во средно училиште. Сведоци сме и на поведенија кои што се проблематични кај помладите генерации, па кој е вашиот став по однос на ова прашање? Оваа тема е отворена подолго време, затоа што во јавноста долго време се остави да развојот на дигиталните уреди го прави приватниот сектор и граѓаните без никаква регулација, политика, стратегија од страна на државата. Значи, ние дозволивме користење на сите апликации преку мобилните уреди на граѓаните и на младите, без да државата има некоја политика или стратегија околу тоа. И се случува процес во кој што ги ползуваме корисните елементи од тие апликации, секако имаат и поучна содржина, информативна и забавна, но исто така и овие злоупотреби кои што може да се случат, доаѓаат преку социјалните медиуми. Многу сериозно ја следиме состојбата веќе подлого време со она што се случува на TikTok, но и на другите социјални мрежи. Но пристапот ни е внимателен да не влеземе во фаза да државата забранува алатки. Зошто да не забранува? Затоа што вие ако ја забраните апликацијата TikTok, младите ќе се префрлат на некоја следна апликација, да речеме Snapchat или Instagram. Ако ги забраните сите апликации, ќе најдат начин, младите постојат начини да преку виртуелни пристапи не се приклучуваат од Македонија, туку се приклучуваат од некоја друга држава. Нас целта од почетокот ни е да работиме внимателно на следење, но и на едукација. Затоа пред Нова година доставивме упатство и препораки до училиштата, до педагошката служба во Министерството за образование и наука и до Министерството за образование и наука за пристап на наставниците, но и препораки за родителите како можат да го ограничат пристапот на нивните деца до соодветни апликации или недостојни содржини на интернет. Има два дела. Едното е препорака за што треба да се разговара, како треба да се разговара, како да се димензионираат часовите по оделенска настава или пак родителските собери кои што ги организираат наставниците. И вториот дел, како родителите можат да дискутираат на определени теми за своите деца, а упатството
многу точно специфично ги објаснува апликациите кои што може да се користат за родителска контрола и како родителите можат да пристапат до тие апликации да ги искористат. Не сите родители знаат, не сите се упатени, но на многу едноставен начин го објаснивме тоа како можат да ги инсталираат овие апликации, со што ќе внимаваат колку нивните деца се пред телефон, така наречениот screen time, колку време имаат пред екранот, но и кои се содржините што тие ги користат. За да ова биде успешно, не можеме со едно упатство да го решиме, со едни препораки. Затоа го формираме Националниот центар за побезбеден интернет за деца, МК SafeNet, кој што ќе започне со работа во текот на 2025 година, негде втората половина, кој што ќе биде и ресурсен центар, ќе работи со училиштата, со родителите, со децата, да им даде повеќе информации, но ќе делува и како helpline и 24 часовна телефонска поддршка на деца кои што ќе се соочат со некој тип на закана, булинг, напад на интернет и ќе сакаат со таа на некој начин да се справат. Ќе се одлучува во центарот дали е подобро да им се препорача пријават во полиција или тоа не представува некакво кривично дело, па треба да им се помогне на тие деца како да избегнат, да речеме, крадење на информации, некој фишинг или пак некој тип на онлайн насилство. И ова ќе биде нашиот пристап кон решавање на проблемите. Секако го задржуваме правото да во случај да се повикува на некое кривично дело или пак да се прекршуваат закони преку овие социјални мрежи, да го задржиме правото да препорачаме на Агенцијата за електронски комуникации да го забрани пристапот до тие информации. Но опасноста кога почнувате да забрануваат апликација да навлезете во некој вид на диктатура и на забранување на слободен пристап на информации на луѓето, и ние не би сакале да бидеме таа влада која што на тој начин ќе се однесува, секако внимавајќи на децата и на најмладите. Значи стратегијата е повеќе едукација, дигитална писменост, дигитални алатки со кои што и родителите и децата би се справиле со тие предизвици. Тоа е пристапот затоа што многу е лесно да забраните. Тоа е еден подпис, едно решение, една одлука. Родител е многу лесно да забрани, да рече нема ништо да добиеш, меѓутоа може да се најдат други. Тоа ќе влијае на некој друг начин. Ние сме биле свесни дека децата вршеле врсничко насилство и пред постоењето на социјалните медиуми. Само каналот за комуникација е различен. Едно време беа SMS пораки, беа телефонски јавувања, па потоа беше фиксниот телефон ако се враќаме назад, па поштата, така што може да се враќаме назад на каналите на комуникација, а секако врсничкото насилство било присутно во училишта, сеќавам и на тепачки, и на грабежи, меѓу деца, и навреди и така натаму. Овде повеќе се мисли на поведението ни, игри кои што ги играат, предизвици кои што ги имаат. Меѓутоа ова ме носи на друго прашање, тоа е ние како генерација, па овие поновите генерации веќе се раѓаат со сето она што значи, меѓутоа оние кои што не гледаат, па и ние буквално, особено повозрасната генерација, била сведок дека кај 60-тите и телевизорот доаѓа во домаќинствата, па телефоните, мобилните телефони во првичната форма, интернетот, значи големи фази, големи промени се случуваат, а сега младите буквално се раѓаат со сето она што значи и социјални медиуми, па и родители кои што постојано се на мобилните телефони. Колку сметате дека и повозрасната генерација, она која што треба да пренесе знаење на помладите, е дигитална спремна за да ги пренесе и дали ги има потребните знаење, дали можеби треба да има некоја стратегија за поголема едукација на населението? Ќе се обидеме да работиме со повозрасната генерација. Знаете, ние живееме во технолошка револуција. Ова е време, ако треба да се вратиме назад, на времето на измислување на парната машина. Ги менува сите процеси. Дигитализацијата, особено вештачката интелигенција, се ќе смени и во оваа држава, во нашето општество, но и во Европа и во светот генерално. Затоа што измислувањето на парната машина не значало само промена на превозот, значало промена и на инфраструктурата, и на производството, на фабриките и така натаму. Менување на целокупниот живот на ова исто така се ќе смени. И менува, не само дека во иднина ќе менува, туку и менува последниве 10-15 години, нашите животи се комплетно променети. Никој веќе не отвара атлас за да види каде треба да патува. Никој веќе не го планира своето патување со точни кои градови треба да ги посети при патувањето. Сите отвараат мапи на нашите мобилни телефони, го исцртуваме патувањето и никој веќе не ни гледа додека вози. Ова ќе се случува постојано, ќе зазема уште поголем замав и тоа не треба да не плаши, затоа што треба да искористиме дигитализацијата за добро, за да си го лесниме нашиот живот, за да ги скратиме обврските, но тоа ќе бара вештина. На таа вештина може да се работи,
Ако споредам со почетоците на интернетот и на развојот на овие дигитални услуги, се работеше повеќе на тоа да им дадеме нешто на граѓаните, па тие нека се снаоѓаат низ систем. Како Сега се работи на така наречено симплифицирање или упростување на процесите. Никој не обучуваме ние да користи Viber. Никој не обучуваме да користи Facebook. Зошто? Затоа што така е направена алатката да биде прелесна за употреба. Задачата на институциите ќе биде не само да работат на дигиталната писменост, вештините на граѓаните, но и толку да ги олеснат апликациите кои што се користат, да вам не би биде потребна обука. Едноставно тоа толку да биде интуитивно, лесно за употреба, што највозрасната личност која што никакво искуство нема со телефон би се снашло, исто како што и најмладата личност би се снашло. За услугите кои што ги направивте вие како министерство и модернизацијата и сета адаптација за да биде подостапна за граѓаните, ќе зборуваме малку подоле. Сакам уште едно прашање поврзано со оваа тема која што ја зачнавме, а тоа е дека во светот постои едно движење, го нарекуваат slow tech движење, односно постепено запознавање со технологијата која станува збор за помладите. Како гледате на тоа, бидејќи, како што кажавте, реалност е ова дигитално општество, сите ги користиме интернетот и не можеме животот да си го замислиме без тоа и не треба, како што кажавте, има голем број на бенефити од поврзување до простор за едукација и слично. Што мислите за ова движење, за постепено представување на технологијата на младите? Колку тоа подобро би ги спремило за она подоцна што ги очекува? Се направи грешка во некои држави да се отиде на варијантата tech only. Што значи дека не можете да добиете услуга на стариот, така наречен стариот начин, на хартија или пешки или така надаму. Институциите запреа да ги произведуваат услугите за граѓаните на хартиениот начин. И дел од државите, правејќи таа грешка, исклучија определен процент од населението кој што не сакаше, не можеше или не знаеше како да пристапи на процесот на дигитализација. Затоа по мене е важно да процесот оди бавно, во смисла на дигитализација да одиме брзо, но процесот на прифаќање на алатките да не оди толку брзо да луѓето не можат да го прифатат. И затоа мојата стратегија и пристап кој што го имам изминатиот период е да се биде достапно и на претходниот начин, во канцеларија, со директна услуга, со печатање на документ, со поднесување и на хартиен, ако треба и на хартиен документ, да не го забраниме тој дел, но во исто време да го олесниме, да биде попрактичен и полесен. Во смисла на прифаќањето на технологијата кај младите, го имам зборувано ова и пред изборите, се направи грешка да предметот информатика се изучува само една година во основното образование како задолжителен предмет, што е премалку. Во исто време, младите ни се изложени на дигиталните алатки уште од првото влегување во училиштето, а некои за жал дури и порано. Моje мислење е дека над возраста од 4-5 оделение веќе мораме да ги едуцираме децата како да ги користат дигиталните алатки постепено, но во сите предмети кои што ги изучуваат. Затоа што ако не го направиме тоа, им отвараме поле да тие сами учат и многу често да научат на погрешниот начин или технологијата да не ја користат за добро. Овие предизвици кои што ги спомнавте се појавуваат на социјалната мрежа TikTok, најчесто ги напаѓа токму овие деца под 15 години. Најмногу мислам затоа што ги немаат потребното знаење и ресурси да препознаат што е добро, што не е добро, зашто треба да се користи апликацијата, зашто не треба да се користи. Алатките за заштита се присутни, се тука, затоа и го направивме тоа упатство, но мора да биде системски пристапот на училиштата многу рано да почнат да ги едуцираат за добрите, но и за лошите страни на оваа алатка, на сите дигитални алатки. Опасноста останува ако ние се фокусираме сите други предмети освен информатиката и мислам дека не креираме здрава патека во смисла на дигитализација. Очекуваме да нашите деца се дигитално писмени, да критички размислуваат, да знаат да ги користат алатките, да имаат вештина, а им давате само еден предмет. Каква е соработката со Министерството за образование и со Бирото за развој на образованието? Како гледаат на сите овие предизвици? Има ли простор за адаптација, односно поголемо запознавање, како што вие кажавте, односно информатиката да не се изучува само една година? Многу пати сме разговарале со министерката, навистина има сваќање за овие прашања. Разговаравме и во текот на подготовка на програмата за изборите, дека ова е нешто што ние мораме да го направиме. Има еден позитивен пример училиште на 21 век, проект на Британскиот совет, кој што се надам дека ќе успееме во 2025 да го оживееме повторно, да го развиеме повеќе. Тоа е веќе програмирање на основно ниво во сите оделенија, во сите предмети.
сепак треба да се по мене треба да се држи границата над четврто деление, затоа што не сметам дека треба дечињата од прво влегување во училиште да бидат изложени на дигитализација и само на дигитализација, тука треба да имаат малку и овој нормален традиционален пристап во учењето. Соработката ни е добра, секогаш кога треба дополнителна информација, бараат од нас информација. Значи има соработка, тоа е важно. Во ниеден момент не сме настапиле дека мора да се почитува тоа што ние го кажуваме, одиме со препораки, со идеја, со упатства, сепак одговорноста и обврската на образованието и воспитувањето на младите во основното и во средното образование е надлежност на Министерството за образование и наука и ние сме тука само како поддршка. Да се навратиме на оно што значи дигитални услуги за граѓаните, односно кон крајот на минатата година го промовиравте новиот сајт услуги.мк, а според податоците на сајтот достапни се 309 дигитални услуги, а во последните 30 дена, зборам за претходната година, биле поднесени 4481 барања, што е солидна бројка. Меѓутоа може да биде и нели им доста подобро, а вкупно имаме доста голем број на барање. Сега прашањето ми е кои услуги најмногу се барале до сега и дали се забележува можеби зголемено користење на услугите? Ја кажавте бројката околу 4400, таа се менува, но ќе ви кажам дека по моето доаѓање во Министерството, прв пат кога го отворив сајтот за референтна точка, 1050 услуги беа користени од граѓаните месечно. Што значи бројката е многу сериозно зголемена. И драго ми е што граѓаните го препознаваат порталот како место каде што можат да ги добијат голем број од услугите на кои што им се потребни. Таа бројка во максимален формат период кога беше аплицирањето за конкурсот за култура на Министерството за култура скокнуваше до 5500 и 5600. Секако очекуваме да варира, не очекуваме да биде. Да, не е фиксна бројка, меѓутоа зголемен забележен е зголема. Но многу сериозен раст е забележан и мислам дека како ќе ги зголемуваме бројот на услуги на порталот, така ќе се зголемува и користењето на услугите од граѓаните. Отпочнавме и кампања по промоцијата на порталот кон крајот на декември, почнавме и кампања на македонската телевизија затоа што смееме таму да објавуваме реклами, оди реклама за закачување на порталот на граѓаните, прикажување на новите функционалности, но се направила грешка при формирањето на порталот. Стратегијата била да се дигитализираат што повеќе услуги, но тие што биле најлесни за дигитализација, а не тие што се најкористени за граѓаните. И ние стартно, при моето доаѓање имаше околу 120-125 услуги достапни на порталот. Тие 125 услуги немаа голема искористеност. Имате користеност од 3 услуги месечно или 10 услуги годишно, значи една многу мала бројка. Ние се фокусиравме измедов период и на зголемување на бројката, но многу повеќе на кои се тие услуги кои што граѓаните најмногу ги користат. Две услуги се број еден во моментот. Тоа во прва фаза беше дозволата за оружје, затоа што голем број на предмети беа заглавени во Министерство за внатрешни работи и кога ја промовиравме услугата веднаш ловџи, слободни стрелци, спортско стрелаштво и така натаму, веднаш се префрлија на порталот, веднаш го препозна и голем број на користење имаше. Сега во последниот период е уверението за државјанство, кое што од крајот на декември е веќе ние ја викаме синхрона или автоматизирана услуга, на која што аплицирате и веднаш го добивате изводот за државјанство, не треба да чекате. Секако тука е изводот од матична книга на родени, за кој што се уште за жал се чека определено време за да се потпише во управата за водење матични книги, работиме на тоа да се целосно се автоматизира. Потврдите од казнена од кривична евиденција кои што се достапни на порталот и овие потврди кои што се бараат од Агенција за храна и ветеринарство, Регулаторна комисија за енергетика, очекувам фондот на ПИОМ, неговите услуги да растат во наредниот период затоа што навистина се користени, така што пласиравме услуги кои што се навистина потребни за граѓаните. Направивме една многу темелна анализа со стопанските комори, од кои што добивме кои се најкористените услуги од страна на бизнис секторот, на компаниите. Тука главен фокус ќе биде управата за јавни приходи, најкористени се нивните податоци, потврди особено за платени даноци за даночен корисник. Наредниот период сме фокусирани на нив, се надам дека ќе ни успее. УЈП води и своји процеси на дигитализација и се надам дека тоа ќе биде успешно. Една работа што сакаме ексклузивно да спомнам, не сум имал прилика до сега, во собранието помина измената на законот за електронски документи. Јас кажувам, 2 члена се многу мала измена, но мислам дека многу ќе значи. А тоа е дека
од сега електронски извадените документи од порталот или било кој друг портал, кои што се целосно електронски, ќе можете да ги испечатите и да ги користите исто како оригинален документ. Нема да треба да одите по печат. За жал, многу од институциите досега, кога ќе извадите некоја услуга од порталот, ева да земеме уверение за државјанство, долу таа е потпишана со QR код, времен жиг, електронски подпис, но кога ќе отидете во суд или во некоја друга институција да го приложите, ќе ви кажат ова не е оригинален документ, тука е фотокопија. Со измени на законот, овој испринтан електронски документ ќе има иста важност како да е со обичен плав печат. Значи ќе може да се користи... Така што ќе може целосно се користи на секаде. Измената на овој закон ни дозволува и инспекцијски надзор од страна на Министерството, што значи дека прво превентивно подготвуваме едно упатство кое што ќе го испратиме до сите институции да знаат како функционира процесот, да се свесни, а потоа при пријава на граѓаните кога ќе забележиме дека тие не го почитуваат законот, во случај да има такви, ќе имаме простор за изрекување и на прекршачни санкции за оние институции кои што нема да го прифатат, нема да ги прифатат овие електронски документи кои што се испечатени. Финалната цел не е ова. Финалната цел ќе биде граѓаните воопшто да не вадат уверение за државјанство или уверение дека се родени. Туку институциите по службена должност да го прибавуваат тоа повторно на електронски начин. Вие само да аплицирате, дека ви е потребно субвенција да речеме. Тие или сакате да се запишете на факултет. Факултетот или институцијата да си ги прибави документите сама, но на брз електронски начин, но тоа е фаза која што ќе ја достигнеме, се надам до крајот на мандатот. Во измеѓу период додека стасуваме до тоа, ќе имам вакви преодни решенија кои што на граѓаните ќе им ги олеснат процесите. И мојата идеја е со овие центрите за услуги особено, но и со измената на законот, да можете да отидете во најблиската канцеларија на Министерството за дигитална трансформација, во центрите за услуги, да си извадите било каков документ кој што ви е потребен од било која друга институција, катастар, УЈП, Управа за водење матични книги, МВР, и тој документ да ви е целосно валиден. И со тој документ да можете да си завршите работа било каде. Со измените на овој закон и со постојаното пласирање на нови услуги на порталот, мислам дека ова ќе успееме да го завршиме. Да, тоа е одличен начин на кој што ќе се заштеди време и нерви, ако може да се каже, и за граѓаните, меѓутоа и за вработените во институциите. Сега треба да земете слободен ден од работа за може да завршите работа со документи. Мислам, тоа е навистина проблем за граѓаните, особено за оние кои што не живеат во центарот на Скопје и не можат да си дозволат да патуваат постојано. Така е. Една од мисиите кои што кажавте е дека Македонија да стане регионален лидер во дигитализација. Нека биде ова првото прашање, под прашање нека биде колку е важна ова дигитализација генерално за Македонија како држава. Зборам од аспект на имање на податоци кои што може да ги користат и институциите, а од друга страна колку е важен фактор за борбата со корупцијата и да, нели, сето тоа да биде еден чекор кон оно што значи, нели, да се колку што е можно повеќе да се искоренува оваа негативна појава. Јас знам, често кажам, бидејќи не сум инженер, дека не сметам дека треба да се дигитализираме само за да се дигитализираме. Таа не е причина сама по себе и не треба да биде ни цел сама по себе, туку дигитализацијата ја гледам како алат, како убаво кажавте, за да си постигнеме подобар живот, повисок стандард, посрекни граѓани, помалку корупција, побрзи услуги, едноставно го кажав тоа на промоцијата на порталот, да имаме повеќе време за себе и за семејството, а помалку време да трошиме во чекање на редици и подплаќање на административни службеници. Во два елемента ја гледам важноста на дигитализацијата. Прво, во делот на подостапност, полесно стигнување до завршување на работата која што си имате. И тоа ми е првата задача која што имам, јас ја нарекам превентивна функција. Затоа што колку полесно стигнувате до вашата услуга, колку помалку чекате во ред, толку е помала причината зашто би оделе да платите некој службеник 300 денари, 500 денари за да добиете некоја услуга која што ви е потребна. Тоа го постигнавме со дозволите за оружје, сигурен сум дека ќе го постигнеме и со уверенијата од матичните книги. Нема да има повеќе редици во управата за водење матични книги, а услугата ќе си ја добивате секој каде сака. Сакате дома електронски, во ред. Сакате во центрите за услуги, во ред можете и таму. Сакате во управата за водење матични книги, можете и таму, но кога ќе ја разбиеме, ќе го разбиеме меурот, нема да има потреба за корупција. Вториот дел е репресивниот дел. Работиме на поврзување на институциите. Со задоволство можам да кажам дека ако при доаѓањето имавме 27 активни институции на порталот за интероперабилност на платформата, сега бројката е над 37-38 кои што активно разменуваат информации на платформата. Мојата цел е во нареднава година да приклучиме уште 20 институции на платформата, што значи дека тие меѓусебно ќе ги споделуваат информациите. На пример, често го кажувам со управата за јавни приходи.
Ако сега на еден даночен службеник му се потребни 6 месеци да открие дали некој човек има имот во катастар, дека има банкарска сметка, па кои се движењата на сметката, дали има возило или нема возило, колку луѓе живеат во неговото семејство, вас ви треба денови, затоа што испраќате допис до секоја од институција, па ти ја враќаат и така натаму. Поентата на поврзувањето на институциите преку платформата за интероперабилност значи дека во истата секунда вие поднесувате барање, затоа што имате законско право како управа за јавни приходи, во истата секунда го добивате повратно барањето од катастар, дека тој лице има таков и таков имот. Еве го на располагање. Откривањето на злоупотребите ќе биде многу побрзо, многу полесно и многу поефикасно. И вториот елемент, граѓаните ќе знаат дека некој брзо може да ги открие и ќе се плашат да прават, особено функционерите или бизнис сектор, ќе се плаши да прави некои драматични коруптивни сделки или да го прекршува законот. Третиот елемент е во институциите внатре, а тоа со управата, со Бирото за јавни набавки, да превенираме корупција таму каде што постои. Ако некој аплицира на тендер, а вие знаете, вие сте човекот кој што одлучува како службено лице, и не се сигурни кој би аплицирал или не би аплицирал, дали имате судирни интереси, Бирото за јавни набавки ќе може да алармира рано дека внимавајте, вие не смеете да го потпишете овој документ затоа што потенцијално имате судирни интереси, затоа што вашата сопруга, сопруг, деца, брат, брат учествува во набавката од другата страна. Можеби едноставно не знаете дека вашиот кум аплицирал на некоја набавка за вода и вие не сте свесни дека тоа се случува, системот ќе ве алармира затоа што имаме вработени кои што учествуваат во комисиите, не се само службените лица, има администрација која што подготвува техничка спецификација. Овој дел мора да го расчистиме, а дигитализацијата најмногу помага за расчистување на маглата. Да, одличен начин на гледање на работите. Мене ова ми изгледа како кога сакам да најдам некој податок на интернет, доволно е да отворам Google, да речеме, да напишам што ми треба и да излезе се што ми е потребно. По таа насока претпоставам треба да излезе дигитализацијата, онака најнародски, наједноставно кажано. Тоа беше пристапот во редизајнот на порталот. Беше навистина тежок за употреба порталот пред редизајнот и мојата единствено барање до имплементаторите беше, реков, кога ќе се отвори порталот, сакам пред мене да го гледам пребарувачот. И баш како на Google, отварам и тука ми е се. Ќе напишам неколку збора да ми излезе тоа што ми е потребно. Мислам дека тука имаме потенцијал за користење на вештачката интелигенција. Се надам дека со новите надградби што ќе правиме и оваа година на порталот, ќе успееме да уведеме тоа машинско учење внатре во пребарувачот, да тој сам препознава кои би биле најкористени услуги и што вие би сакале да користите, знаејќи го вашиот профил кој што го имате креирано внатре во апликацијата, да ви помогне да стигнете до услугата, но тоа е пристапот, буквално така, да се ми биде тука, на достап на рака и да го гледам пред мене. Да, ќе направиме тука една кратка пауза за реклами. Продолжуваме понатаму во истата насока да кажеме кои се можеби другите планови и предизвици кои што ги има Министерството и начинот на кој што ќе се трансформира Македонија во насока на подобра дигитализација. Се враќаме за кратко. Да, се враќаме назад во студиото. Продолжувам со разговорот со министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски. Зборувавме за тоа како услугите кои што ќе бидат достапни преку буквално пребарување со еден збор ќе го олеснат и животот на граѓаните, меѓутоа и вкрстувањето на податоците ќе значи и намалување на можноста за било какви злоупотреби. Меѓутоа ние живееме во едно модерно општество каде што спомнавме и вештачка интелигенција, спомнавме и начин на кој што младите се однесуваат, па и возрастните ги користат социјалните медиуми, односно технологијата, но не начнавме и не спомнавме за нешто што значи сајбер безбедност, односно предизвиците на сајбер безбедноста, планиране национална стратегија за сајбер безбедност, а се подготвува и првиот закон за сајбер безбедност. Што тоа значи, ако може овака да ни објасните? За жал, Македонија беше единствената држава во поширокиот регион која што нема свој закон за сајбер безбедност. Наједноставно кажано, институциите не знаат како да се однесуваат при некој сајбер инцидент или сајбер напад, а државата нема начин да побара одговорност од раководител на една институција дека неговиот систем е под некаков напад. Да споредам, да речеме, со поплава или пожар. Во определена зграда, ако се случи поплава или пожар, директорот на зградата би бил одговорен зошто не осигурал, зошто нема противпожарна заштита или зошто нема заштита за поплава или зошто не повикал помош и така натаму. И по службена должност вие барате одговорност од тоа лице. Но ако во истата таа зграда на серверот му се случи напад, ги изгуби податоците таа институција,
Не одговара директорот на институцијата, затоа што немате директен закон кој што ја утврдува чива е одговорноста. Другите тоа држави се извинувам, остави простор за злоупотреба, односно ранливост на самата институција. Го прашавте прашањето за некој вид на изигрување, да речеме. Се случувало да компании за да предизвикаат да купите од нив лиценца за заштита, тие ве нападнат. И предизвикаат заклучување на податоците за да ви покажат колку сте ранливи. И ова е нешто што се случува за жал и во Македонија. Знаејќи дека сите работи ќе се движат кон дигитализација, сакале ние или не, останале ние во 20-тиот век на хартија или не, процесите природно ќе се движат натаму. Ние не можеме да не ги заштитиме системите. Затоа националната стратегија и законот се направени така да имаат вграден систем на сајбер безбедност во сите процеси на дигитализација. Прво размислувањето било ајде да се дигитализираме, после ќе му ја мислиме за заштита. Мислите че антивирусот не е страшно, ќе поминеме и вака. Не. Сега веќе затоа што светот се развива во сајбер просторот, нападите ќе се случуваат кон државите не само физички, туку и на овој начин. Ако вие немате заштита од првиот ден, од почетокот, не треба зборуваме воопшто за дигитализација, затоа што не може дигитализацијата без сајбер безбедноста. Тоа законот го препознава. Го препозна и Европската унија, која што со новата директива НИС-2 зборува за одговорност за сајбер безбедност на секого, на секоја институција, на секој раководно лице, на вработените во институциите. Секој од нас ќе има задача. Националната стратегија за сајбер безбедност токму така ќе ги исцртува задачите на определените институции, но и на вработените, како да се справуваат со прашањата на сајбер безбедност. Очекувам дека на следната седница на влада ќе помине истата и ќе ја промовираме во јавност, иако голем број од експерти од засегнати страни беа веќе вклучени, но ќе ја промовираме стратегијата. Законот е во напредна фаза, веќе се дискутира за него, објавена на ЕНЕР. Мислам дека ќе имаме добро законско решение, квалитетно, ќе помине негде на пролет и потоа законот нема да биде дефинитивното прашање, туку ќе го исцрта патоказот, задачите кои што ќе ги имаме сите како институции, секако Министерство за дигитална трансформација како предводник, кои што ќе ни бидат задача за сајбер безбедност. Не смееме да се вратиме назад на недигитализирање, но во исто време мора да размислуваме паралелно на сајбер безбедноста. Нас ни е еден голем предизвик и мислам дека голема задача за 2025 ќе биде за нас како министерство формирањето на владиниот центар за одговор на сајбер безбедносни инциденти или така наречениот владиниот ЦИРТ, кој што ќе биде одговорен за како центар за препознавање, мониторирање на состојбите, но и реакција кога станува збор за сајбер инциденти во владините институции. Од друга страна, во таа насока имате уште една национална стратегија која што се подготвува, таа е стратегија за IT развој. Сведоци сме дека имаме доста информатичари во државата кои што не само што работат тука, меѓутоа прават и големи проекти надвор од државата, значи капацитет имаме, меѓутоа пред да продолжиме индивидуално, кој ќе биде стратегијата за сите оние кои што се занимаваат со оваа област, најпрво би ве прашала што предвидува националната стратегија за IT развој. Националната стратегија е базирана на неколку клучни столбови. Едниот е инфраструктурата. Малку зборуваме за тоа, затоа што можеби не е интересно за граѓаните да слушаат за базни станици, за антени, за кабли и така натаму. Има места во Македонија каде што се уште немаме интернет. Токму така, и тоа не може да си го дозволиме ако зборуваме за дигитализација и за услугите што ги зборувам до секого достапни. Да, затоа што и ние во Скопје треба да имаме истите, односно имаме исти права како некој што живее на некое место каде што нема интернет. Имаме среќа како држава што моите претходници пред 10-15 години, особено би ги спомнал и Иво Ивановски и Марта Томовска, кои што беа посветени инфраструктура, имаат изградена добра база, добра основа во овој дел. Ние имаме покриеност од околу 90% со интернет на територијата на државата, што е добар процент, не е лошо споредено со државите од регионот, но треба да работиме овде дополнително. И тука имаме два крупни проекти кои што ќе се случуваат оваа 25-та година. Едниот е бесплатен интернет, бесплатни Wi-Fi зони во 40 општини, кои што го работиме како партнери на ГИС, на Германското здружение за соработка во нивниот регионален проект за покривање со Wi-Fi на Балканот. Тоа нема да значи само интернет за граѓаните бесплатен во определена точка, но ќе значи и добар кабел со добар интернет достапен во некои подалечни места кои што ги детектиравме. Вториот елемент е со
изградба со мапирањето кој што е во тек на зоните кои што немаат добра позиционирање со интернет, државата особено ќе се фокусира на поставување оптика и во тие зони кај што или имаме само еден оператор или нема ниту еден оператор, ќе бидеме фокусирани и на нив. Другите компоненти прашавте е околу вештачката интелигенција и иновациите, едниот столб е тој, услугите за кои што зборувавме и секако задржување на кадрот, работата во економијата, во поттикнување на бизнис секторот, ќе биде предизвик, особено делот со квалитетниот кадар, затоа што го имаме во државата. По мене треба да работиме на извезување на продукти, а не само извезување на кадар. Ние во моментот извезуваме кадар. Тие работат за странски компании кои што продуктот го развиваат во Шведска или во Данска или во Германија. Моја визија е да ние развиваме македонски производ. И тој македонски производ го продаваме како производ во странство. И особено ќе бидеме посветени на промоција на таквите бизнис модели во IT секторот кои што не ги искористуваат само знаењата, потенцијалите на нашите вработени, туку го патентираат како наш производ и го продаваме производ, а ние ќе бидеме одржувањето на производот тука во државата, затоа што мислам дека одличен талент има во државата со кој што треба да се работи, а во делот на економијата со поддршка на Европскиот дигитален иновацијски хаб, за кој што многу повеќе може да зборуваат и од Innovate, ние како држава одлучивме да го поддржиме бизнис секторот во неговата дигитализација. Што значи дека ќе отвориме нови работни места во процесот на дигитализирање на приватниот сектор, особено малите и средните компании, за кои што овој дигитален иновацијски хаб ќе им развие протоколи, начини, ќе тестира во своите лаборатории производи, полупроизводи кои што се дигитални производи кои што ќе им користат на бизнисите за нивна дигитализација. Мислиме дека на овој начин стотина компании во наредните 2 до 3 години ќе поминат низ овои процеси, ќе ги забрзаат процесите внатре, производството, ќе ги подобрат условите и секако сигурно дел од нив ќе вработат по двајца, по тројца електроинженери за одржување на тие системи во компаниите, така што мислам дека на овој начин ќе се фокусираме и на тој кадар. Каква е соработката бидејќи го начнавме разговорот со приватниот сектор, односно ја препознаваат ли работата на Министерството за дигитална трансформација, бидејќи е клучен елемент во целото ова вмрежување, ако може да се каже. Сега ќе ви открием една вака по приватен аспект. При моето гостување на еден светски самит минатата година, еден од министрите, да не го именувам, многу го ценам, ми кажа: "Јас не се среќам со ниедна приватна компанија", ми рече, затоа што не сакам да ме зборуваат дека сум корумпиран. Јас имав таква можност или избор да не се среќам со ниту една компанија за да не бидам обвинет дека фаворизирам некого или така натаму, но јас преземав сосема спротивен пристап. Нема приватна компанија во државата, па дури голем број странски, кои што не биле во мојот кабинет, во кабинетот на моите соработници и не се сретнале со некој од нас. Да, можеби ќе изгубите часови на бизнис презентации, корпоративни презентации, колку е некој добар, колку е квалитетен. Дел од нив се невистините, дел од нив се вистините, но никој не почувствувал затворена врата во моето министерство. Во исто време, набавките кои што ги спроведуваме се транспарентни, имаме повеќе понудувачи и се трудиме да тие бидат до крај како што треба, чисти и без корупција, и затоа до сега нема коментар дека министерството е затворено или нема некој пристап. Напротив, секој може да дојде да презентира што работат и потоа министерството одлучува во јавна транспарентна постапка со кого ќе соработува. За мене стратешки партнер се македонските IT компании. Ги поддржувам и странските инвестиции во државата, квалитетни се, навистина се добри, би сакал да соработуваме со нив, но повеќе гледам капацитет, потенцијал во домашните, затоа што тоа се луѓето кои што остануваат тука, кои што не можат утре да затворат компанијата и да ве остават на цедило со некој продукт или полупродукт кој што не е доволно добар, и затоа мислам дека стратешкото партнерство со домашните IT компании е од исклучително значење за нас. Се надам дека во наредниот период и тие ќе растат заедно со нас, и тие ќе напредуваат заедно со нас. До сега имам одлична соработка и со комората Масит, и со Американската стопанска комора, и со Сојузот на стопански комори, и со Стопанската комора на Македонија, така што мислам дека во тој еден IT свет се обидувам да бидеме еден координатор на процесите кој што само ќе помогне на развој на приватниот сектор и во наредниот период дека ќе имаме резултати по ова прашање. Во текот на разговорот ја споменавме вештачката интелигенција. За мене лично терминот вештачка интелигенција дури е пресуров за дури некој страшно делува.
Каква е состојбата, односно колку сме, како гледате нината на вештачката интелигенција, бидејќи сепак представува нешто што е релативно ново, меѓутоа е доста важен сегмент во модерното општество. Тоа подразбира упростување на некои работи, па и вие спомнавте дека е можно да се користи дури во делот на услугите кога станува збор. Како гледате на вештачката интелигенција гледано нели во иднината? Искрено прв пат кога слушнав терминот се потсетив на овие филмови кои што сме ги гледале во 90-тите, роботи напаѓаат, сакаат да го уништат човештвото и така натаму. Но во денешниот свет многу повеќе ја гледам како алат како што ни помага во секојдневните задачи, во секојдневните активности, од изборот на песни на YouTube, изборот на филмови на Netflix, до пребарување на Google, па се до подготовка на некој текст преку некој од отворените јазични формати. Имаме еден македонски сега производ кој што го развиваат ентузијасти професори од УКИМ. Тоа е Буки, модел базиран на вештачка интелигенција кој што од македонски говор пишуван на македонски јазик. Така што тоа е едно револуционерен пристап од страна на нашите научници. Тоа би подразбирало дека еве да зборуваме во моментов, нема да, односно сето она што ќе го слуша апликацијата, ќе го преведе, односно ќе го пренасочи во транскрибира, текст. прави транскрипција, стенограмски белешки практично на тоа што се зборува. Тоа ќе биде револуција и во водење на состаноци, за белешки од состаноци. Спремање за емисии, например. Подготовки за емисии, така, баш како што кажавте. Мислам дека многу ќе ни помогне. Гледам голем ентузијазам кај многу институции да почнат да го прифаќаат. Драго ми е што бев еден од првите кои што се приклучи од државните институции нови и навистина ја поздравам нивната работа. Тоа е вештачката интелигенција и таа е тука. Од машините кои што чистат во институциите или по домовите кои што знаат каде треба поминат, знаат каде има некој шкаф па треба да го одминат, и сите овие алатки се тука и се на располагање. За жал немаме стратегија како во државните институции се справиме, кои се политиките за има ли можност во сето што го споменавме некако да се регулира? Идејата е во националната стратегија за ИКТ развој да имаме компонента за вештачка интелигенција и иновации за да ги предвидиме политиките. Не сум голем поддржувач на тоа веднаш да одиме на тврда регулација на вештачката интелигенција. Европската унија зазема некој став на регулирање, но имам чувство дека недоволно го знаеме проблемот кој што може да го предизвика вештачката интелигенција за да веднаш одиме на регулација. УНЕСКО има рамковни етички правила за употреба на вештачката интелигенција. Сметам дека тие треба да станат национални правила за етичка употреба. УКИМ веќе внатре во институцијата има донесено етички стандарди за користење на вештачка интелигенција. Треба да одиме со политики со мека регулација во овој дел, за да ја користиме, да поттикнеме да се користи во институциите, но да внимаваме на негативните аспекти кои што сигурно ги има од јазичните модели. Тоа е така наречен бајас или пристрасност, до давање на неточни или грешни информации, до недоволна проценка, до луѓе кои што имаат криминални или негативни ставови кои што го подготвиле тој модел, па може да предизвика негативни ефекти, но мислам дека позитивните многу повеќе ќе ги надминуваат негативните, само треба да бидеме внимателни и да ја користиме паметно, затоа што еве во моето користење на овие отворените јазични модели само ми помагаат дополнително да работите ги правам побрзо, поефикасно, но секако треба да бидеме внимателни. На самиот крај од емисијата сме би сакала да направите една ретроспектива кратка, нели, за сето тоа што сте го сработиле, имајќи предвид во каква состојба ги затекнавте и самата институција, меѓутоа и останатите институции, бидејќи станува збор за соработка помеѓу институциите, и кој ќе биде вашиот најголем фокус во 2025? Од мене би било многу неблагодарно да се фалам што сме сработеле, но мислам дека граѓаните препознаваат дека сработевме многу, имавме сериозен старт. Мојата цел беше поставиме основа за работите, од платформата за интероперабилност до порталот за услуги, националната стратегија за сајбер безбедност, националната стратегија за ИКТ развој и законите кои што ги донесовме изминатиот период, да ја поставиме основата за напредок и за развој во наредниот период. Неколку крупни работи не очекуваат во 2025-та, тоа е студијата за примарниот податочен центар. Често објаснувам дека не можеме да дозволиме серверите да не бидат раштркани по институциите, да не можеме ги доодбраниме, да не можеме да ги заштитиме од поплави, пожари, греење, ладење и така натаму. Тие мора да бидат сместени на едно место кое што ќе оштитиме како држава. Ќе работиме на физибилити студија и потоа на реализација на примарниот податочен дата центар. Ги кажав зоните за бесплатен интернет. Мислам дека ќе имаме
Јас ветувам 100, но ветив 10, остваривме 80 нови услуги, сега ветувам 100. Мислам дека ќе надминеме многу брзо бројката од 100 нови услуги на порталот. И секако најголемиот проект за 2025 ќе биде мобилната апликација за услуги, каде што ќе имаме електронска лична карта, електронска возачка дозвола и основните услуги достапни за граѓаните на таа апликација, да не морате да носите лична карта и возачка дозвола секогаш со вас, да ви бидат на вашиот мобилен телефон, нешто слично како вашиот паричник, Google паричник или Android паричник кој што го имате во моментот, и да им го олесниме на граѓаните пристапот до услугите веднаш до нивниот мобилен телефон. Партнерството со Украинското министерство за дигитална трансформација ни овозможи да аплицираме на проект. Околу 1.300.000 евра е проектот. Започнуваме со реализација оваа година и мислам дека до средината или втората половина на годината веќе ќе имаме апликацијата во една тест верзија, да провериме дали ни се допаѓа, дали граѓаните ќе ја користат, и мислам дека со тоа ќе направиме еден квантен скок во делот на дигитализацијата, ќе бидеме првата држава од Западен Балкан која што има, една од првите во Европа, првите 10 можеби во Европа кои што имаат апликацијата, и ќе биде нешто на кое што ќе можеме да бидеме горди како продукт кој што го оставаме позади нас. Да, ви честитам особено за ова последното, бидејќи на многу ќе направи, како што кажавте, огромен пресврт во секојдневието. Ви благодарам многу за гостувањето. Благодарам многу и на вас. Уште еднаш да им ги честитаме божикните сега празници на вашите гледачи и да им посакам мир, среќа, благосостојба и успех во нивните семејства, нивен личен и во нивните семејства. Благодарам уште еднаш, ќе се приклучам јас кон честитката, ќе ви посакам да останете во добро здравје со луѓето кои што ги сакате, кои што ви се драги, во една пријатна домашна атмосфера, да го поминете Божик, и секако останете на фреквенцијата на телевизија Алфа, кој што ќе има содржини кои што ќе го збогатат вашето слободно време. Останете на Алфа телевизија, имајте убава вечер.